Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Министерот за надворешни работи на Република Грција Никос Кодзијас потврди дека со капитулантскиот договор кој го потпиша Зоран Заев се менува идентитетот на народот. Имено Никос Кодзијас јасно и недвосмислено го искористи терминот северномакедонци на меѓународна конференција. Придавката северномакедонски за македонците е веќе во употреба очигледно. Колку Заев и да ја лаже јавноста дека забетонирал нешто, вистината говори дека со договорот е директно нарушен нашиот идентитет. Кој лаже сега господине Заев? Зошто нема демант или протестна нота од Министерството за надворешни работи? Зошто се уште не го демантирате грчкиот премиер Ципрас, кој јасно изјави дека не постои македонска нација, поточно со договорот не е признаена? Дали не ви смета што грчки министер за надворешни работи не ословува со сменет идентитет северномакедонски? Ја применувавте Македонија ерга омнес, а гледаме дека во тој пакет сте го применували македонскиот народ и македонската нација. Со договорот направивте од готова вересија, односно, надвор од резолуцијата на Обединетите нации, преговаравте и го променивте нашиот идентитет. Придавката македонски од јазикот и националноста, која не беше недвосмислена и црвена линија во националната стратегија по ова прашање, вие ја продадовте многу ефтино. Изјавата дека сме северомакедонци не доаѓа од било кого. Таа доаѓа од Никос Кодзијас, кој е потписник и директен учесник во преговорите од страната на Грција. Ова влада на чело со Заев ги лаже, ги суши граѓаните на Република Македонија. Секое достоинство на македонците е прегазено со договорот кој беше потпишан во Преспа. Погазено е уставното име, погазен идентитетот на народот, погазен и македонскиот јазик. Чинителот на оваа срамна капитулација има име и презиме. Тоа е почитувани Зоран Заев, кој поради распродажбата на националните и државните интереси може да заврши на буништето на македонската историја како нов коте од рулја. Ви благодарам на вниманието.